кога зборуваме за транспортот. Во транспортот ќе водиме со пример. Ќе влеземе со зелен јавен превоз, со брз јавен превоз, сигурен, затоа што тој ќе ни овозможи понатаму и во овие алтернативни техники на транспортот да можеме да намалиме со загадување, да ги префрлиме луѓето од транспортот кон алтернативен пешачки, велосипедски и друг. На делот на домаќинствата, кога зборувам, во делот на домаќинствата мораме на домаќинствата кои што емитуваат честички да им понудиме добра алтернатива пред да почнеме да контролираме што се согорува. Да се промени начинот на загревање. Во моментов има неколку проекти кои што нудат субвенции за вградување топлински пумпи на домаќинства кои што се греат на дрво или нафта. Такви ќе има уште повеќе. На сите домаќинства ќе им понудиме некаква алтернатива. На некои да добијат субвенција за топлинска пумпа, на некои да добијат дополнителни субвенции за енергетска ефикасност на објектот, помалку енергија да трошат. На некои следни ќе им понудиме да се приклучат на мрежата за централно грејење, па да можат да имаат грејење на природен газ без емисија на цврсти честички. Македонски шуми влезе во пилот постапка во 26-та да создаде квалитетен дрвен производ, значи суво дрво да може да им обезбеди на граѓаните, за што горат дрво да биде 2-3 пати помала за истиот простор.